Продолжува трендот на мал број новозаразени со COVID-19, но бројот на смртни случаи и натаму е загрижувачки. На што се должи високата смртност во Македонија останува непознато, затоа што здравствените власти ниту еднаш од почетокот на пандемијата не направија детална анализа зошто толку пациенти ја губат битката со опасниот вирус. Заменик министерот за здравство Хасани смирува дека наскоро ќе се намали бројот на починати, но тоа треба да се очекува во следните недели. Според него, протоколите за лекување на ковид пациенти не се причина за високата смртност. Тие се применуваат во клиниките, односно во установите каде што се третираат пациентите со COVID-19 и тоа под контрола на две главни круцијални клиники, клиниката за инфективни болести, односно инфектолозите кои што се наоѓаат таму и клиниката за карил, односно клиниката за анестезија, каде што ги пренесуваме информациите на сите колеги кои што ги третираат пациентите и врз основа на тоа ние не може да кажеме дека некои пациенти добиваат надстандард, а некои добиваат подстандард ако се заснуваме на тој стандарден, односно на некој ист протокол на третирање на пациенти. Врз основа на параметрите се преземат и активности. За разлика од обедувањата на здравствените власти, пациентите кои се лекувале во државните ковид центри јавно обелоденија на каков начин биле третирани. Зоран Нацевски од Скопје ги опиша како што вели пеколните моменти поминати во ковид центарот на клиниката за ОРЛ. Јас не можам нив да ги обвинам. Луѓето, значи нивните ресурси и нивните можности беа толку. Немаше еден апарат за механичка вентилација. И они не правеа разлика помеѓу тешки и лешни пациенти. Дојде сестра, така визита, да ми мери температура и ми вика 37 со 6. 36 со 7. Викам, сестро, ќе те замолам да ми пипнеш твојата дланка само на чело. А ја вријам температура. И ми вели, па ти имаш температура. Викам, овие апарати што Филипчеви ги купил преку AliExpress за €1, треба да му ги треснете од глава. И покрај тоа што надлежните шират оптимизам, бројот на смртни случаи натаму покажува дека ние сме далеко од крајот на пандемијата. Според анализите, во моментов Македонија е на 6-то место во светот според бројот на починати на милион жители. Само во изминатите 4 дена, 60 луѓе ја изгубија битката со COVID-19.